Планинарењето во денешно време станува се попопуларно, од очигледни причини. Надвор сте и се чувствувате добро, и ментално, и физички. Секако, планинарењето може да биде тешко, во зависност од локацијата каде планинарите, од време траењето, но и од опремата. Денес во приказна ќе обработуваме оваа тема – планинарење. Планинарењето е спорт за сите 4-годишни времења, во кој што кондиционата подготовка е многу важна. При тоа мора да пешачите многу, да се качувате нагоре, да се спуштате надолу, да се соочите со тоа дека ќе најдете различни подножја на кои што ќе бидете стационирани. Што друго ви носиме во истражувањето кое што ви го подготвивме денес открите, денес во приказна. Одржливиот туризам во планините може да придонесе за создавање дополнителни и алтернативни опции за екзистенција и промовирање на ублажување на сиромаштијата, социјална инклузија, како и зачувување на пејзажот и биолошката разновидност. Тоа е начин да се зачува природното културно и духовно наследство, да се промовираат локални занаати и производи со висока вредност и да се прослават многу традиционални практики, како што се локални фестивали. Планинскиот туризам привлекува околу 15 до 20% од глобалниот туризам. 2-3 години доживува некоја експанзија, посебно со корона периодот што беше кога бевме сите затворени дома, па сакавме излез да направиме, да одиме по планини. Добина масовност, пак потенцирам последниве неколку години, но таа масовност можеби до некаде оди и во погрешен правец, затоа што луѓето не се свесни дека планинарењето како спорт е многу опасен спорт. Немаме некој слух, све се префрла топката, еве најактуелно беше, знаете, забраниве што беа актуелни, све некои меѓуинституционални префрлања има, едни не биле надлежни, други не биле надлежни и директно штета трпевме ние извесен период чинителите на спортот, планинарите. Колку би се поедноставила процедурата, не мора на ниво на клубови, значи си имаме ние федерација која што ги опфаќа сите планинарски клубови, да се вклучи, значи, федерацијата во изготвување на обележување, колку повеќе вклученост имаме на федерацијата, односно тие што се опфатени директно на планина, тоа се планинарите, толку полесно би се одвивале работите. Се предпоставува дека во Европа има 3 милиони планинари. Австрија, например, има околу 700 планинарски домови и планинарски куќи со највисоки стандарди, современи содржини и функции. Планинарењето во Австрија е фантастично. Зашто е фантастична и организацијата? Па затоа планините и планинарењето и носат на Австрија 1 милијарда евра годишно во бруто домашниот производ. Словенија, која е приближна по бројот на жители со Македонија, може многу повеќе да се пофали со бројката на планинари. Официјално регистрирани се 61.523 планинари, а неофицијалните бројки достигнуваат до неверојатни 300.000 влюбеници во природата и 180 планинарски домови. Планина нели се смета за возвишение повисоко од 500 метри и планините во Македонија буквално, значи на сите страни, значи од Македонија се застапени и питоми се. Многу има потенцијал за планински туризам. Значи изобилува Македонија и греото е што не се искористени сите капацитети кај нас. Значи имаме врвови над 2500 метра, над 40 врвови имаме што се наоѓаат на надморска височина од 2500 метра и повисоко, што за европски рамки спаѓаат во високи планини. Така да можеме да се категоризираме со планините као високи планини дека имаме во Република Македонија. Со нашата конфигурација на терен што имаме, односно као планинска земја, не е доволно искористен. Значи ни треба повеќе помош, пред се бија акцентирал помош од државата да добиеме со изградба на капацитети сместувачки капацитети, као планинарски домови. Планинарските домови не се доволно искористени кај нас, тие се останати, ретко кој има направен нов дом, тие се од времето, значи останати и што ги стопанисували. Доколку државата би помогнала со инвестиции во планинарските домови и тие домови нормално да бидат дадени на планинарски друштва, само да се одржуваат, сосема би била друга сликата за планинарењето кај нас. Понатака треба, значи, да се инвестира во обележување на патеките. Ние на ниво на федерација на планинарски спортови
имаме и комисија за обележување на патеки и тие работат, ама со средствата што ги имаат, значи сите честитки би ги препишале на нив, што се трудат да маркират, но не се тие доволни. Значи треба да се вложи и во маркирање на патеките и еден од клучните проблеми, не клучни проблеми, ама нели онака као кога ќе зацрташ дека некој врв сакаш да го качиш, сакаш и да има некакво обележи. Кај нас, нажалост, многу малку врвови се обележени. Немаме обележување на врвовите. И тука е малку поспецифично, да речеме Шарпланинскиот масив и Корабскиот се на сама граница, на сама државна граница. И тука е малку поспецифично, треба да бидат вклучени и МВР и Министерството за надворешни работи, затоа што сепак е тоа граница и не може на кој било да му текне да прави обележи. Највисокиот врв на планетата е Монте Еверест на Хималаите, 8848 метри надморска висина, а највисоката планина во соларниот систем е Олимпус Монс, лоцирана на Марс, која има висина од скоро 22 километри, 2,5 пати повисок од Еверест. 8848 метри високиот Монте Еверест, или локално познат како Сагармата во Непал и Чомолунгма во Тибет, кој во слободен превод значи Божица на небото, е една голема планинска авантура која привлекува секаков тип на искачувачи. Искачувањето на Монте Еверест е неповторливо искуство, дури и повторно додам сега таму, планината никогаш нема да биде иста и тоа ќе биде сосема ново искуство. Иначе кога сме веќе кај тоа, веднаш би заминала, значи го памтам како убаво искуство. Освен тоа што беше исцрпно и навистина многу заморно и напорно, сепак наградата што следува која ќе се качиш на врвот е нешто незаборавно и не знам, повторно би сакала да го доживеам тој момент. Сер Едмунд Хилари од Нов Зеланд и Шерпа Тензинг Норгај од Непал се првите официјални искачувачи на врвот на светот. На 29 мај 1953 година, со далеку од софистицирана опрема, исхрана и логистика, тие успеаја да го искачат врвот и да влезат во аналите на историјата. Јапонката Јунко Табеи пак е првата жена на врвот како дел од целосно женска експедиција на истата рута преку која се искачи и Тензинг и Хилари. Јуикиро Миура од Јапонија е најстариот искачувач на Еверест кој во 2013 година на негови 80 години стапнува на врвот. Тој се искачува на врвот по само 4 месеци од операција на срцето, поради што на симнување бил преземен од хеликоптерот 6500 метри висина до базниот камп. На другата страна од возрастната скала е американскиот планинар Јордан Ромеро. Тој во 2010 година, на негови 13 години и 10 месеци, постанува најмладиот искачувач. Кај жените во 2014 година, Порна Малават од Индија се искачува до врвот на нејзините 13 години и 11 месеци. Првиот македонец кој се искачи на Монте Еверест е Димитар Илиевски Мурато, а Илина Арсова е единствената македонка која успеала да се искачи на највисокиот врв на светот. Искачувањето на 7 врвови беше една долготрајна, да кажам, животна мисија. И искрено зема многу повеќе време отколку што очекував. Без свесна дека ќе имам бројни предизвици од различна природа и тоа не само при искачување на самите врвови, туку и се она што треба да се организира за да воопшто човек тргне од Македонија. Како главни тука ќе ги набрам и финансиските предизвици кои за среќа веќе при крајот на мисијата наидоа на разбирање од нашите институции и бев поддржана во тоа. Сепак кога човек го пробива мразот и за прв пат прави нешто, ја испишува историјата, навистина не е лесно. Во тој период, значи 9 години, се некако се врташе околу кој ќе биде следниот врв, кога е сезоната, што треба да подготвам за да одам таму. И некако не можев, сите други планови во животот ми се ориентираа според мисијата за искачување на 7 врвови. Што ве натера, што ве мотивираше да почнете со планинарење? Па со планинарење се занимавам речиси цел живот.
прво како дете, заради тоа што потекнувам по родители, по баба и по дедо од западниот дел на Македонија, од едно прекрасно стоговско село Гари. Од таму е мајка ми, татко ми од село Бањишта под Крчин, така да љубовта кон планините ми ја дада моите најблиски, значи баба, дедо, татко, мајка со која што сум планинарел уште од детство. А понатаму, како се одвиваше, да кажам, мојата планинарска кариера, запишувајќи се во клуб во планинарски во Македонија, почнав да освојам заедно со други планинари поголеми врвови, прво нормално во државата, па после во регионот и понатаму во Европа и во светот. Кој е најголемиот предизвик кој што сте го освоиле до сега и кој ви е предизвик кој што сакате да го освоите во иднина? Па секоја година предизвикот расте. Почнувате нормално со помали предизвици и како ги освојувате тие врвови, тоа е некој вид на дрога, постојано си го надоградувате тој последен предизвик или цел кој што верувам дека никогаш нема ни да запре. До сега најтешко нешто што сум освоил е врвот Денали или така наречен Мекинли на Аљаска. Тоа беше оваа година во месец јуни со меѓународна експедиција составена од хрвати, јас македонец, еден романец имаше и непалец. Лани го освоив врвот Ленин на планината Памир во Киргизстан, кој што е највисок врв што до сега сум го освоил, тоа е 7200 метри, но можам да кажам дека по тежина најтежок ми бил Денали. Кога веќе ја спомнавме тежината, колку е тешка подготовката, како изгледа кога се подготвувате за планинарење? Претпоставувам треба да се има и некоја физичка, но и ментална кондиција. Точно. Подготовката е секојдневна. Значи треба, ако сакате сега да освојувате вакви повисоки врвови, да имате посебен животен стил, односно начин на исхрана, начин на вежбање, континуитет, значи многу откажувања, кои што за некој човек се можеби и болни и не сакат да ги прават, но кога ќе влезете во еден таков ритм, вие тоа си го сваќате како една нормалност, едноставно организмот, телото и душата ви го бара тоа, заради тоа што така се чувствува во една своја убава за нас комфорт зона, што за другите луѓе може да биде надвор од комфорт зоната. Јас лично, значи, вежбам во спортски клуб, каде што работам пред се на подобрување на моите физички перформанси, еластицитет и сила. Понатаму одам нормално на планина, колку што дозволуваат временските услови, користам викенди и празници. Преку работни денови, бидејќи живеам подводно, ми е како добро утро или добро вечер кога одам наутро или навечер наводно до врв и назад. И секако дека земам одредени суплементи кои што ја лично сметам дека му требаат на мојот организам за едни такви предизвици. Кои се придобивките од планинарењето и за здравјето, но и за менталното здравје? Па, не само планинарењето, него ја можам да кажам за сите што следат емисијава, било кој спорт е добар за добро функционирање на нашиот организам, од проста причина што нашиот организам е направен да функционира, значи не е направен да биде пасивен. Замислете си го нашиот организам како еден автомобил и доколку вие не го запалите еден месец, после еден месец автомобилот нема да запали. Исто и нашиот организам, доколку ние не го активираме секој ден, тој едноставно нема да функционира како што треба, заради тоа што со една физичка активност, буквално покрај што вие го работите локомоторниот систем, него вие го балансирате и ендокринолошкиот систем, односно правилното функционирање на хормоните, но секако и подобри перформанси на метаболизмот. Исто така, добро влијае спортот и на одржување на психичкиот баланс, заради тоа што на тој начин едноставно вие се ослободувате со стрес, па доколку постигнете некој успех или некоја цел, вие добивате позитивна енергија и се чувствувате многу покорисен сам за себе, понатаму и за околината. Како земја можеме да забележиме дека во изминатиот период многу луѓе почнуваат да од хоби да планинарат.
Во таа насока, што ги советувате кога ве прашуваат што се е неопходно да се направи, да се подготват за да се искачат, бидејќи сепак треба да биде освен кондиционо, освен исхраната, психолошки потребно е да имаат и соодветна опрема. Точно така, јас сум прво многу среќен што планирањето зазема се поголем замав и станува поактуелна и интересна тема во Македонија. Заради тоа што на тој начин луѓето стануваат и поблиски со природата и ја сакаат природата и истекнуваат некои убави науки, а и дружењето е секако еден убав момент од сите тие настани. Сакам да кажам дека планинарењето не е прошетка. Значи, многу мои пријатели ќе ме видат негде сум бил, ќе речат убаво си се прошетал. Значи, тоа не е така. Прошетка може да биде низ парк или да кажам од средно водно до детско одморалиште по асфалтот, тоа е прошетка. Но ако вие на пример сакате да постигнете некаков успех, да се качите на врв, па макар тоа бил и врвот на водно, сепак треба да сте спремни. Пред се препорачувам дека секој пат треба да се започне чекор по чекор, односно никогаш да не си задаваме однапред големи цели, заради тоа што на тој начин може да се разочараме и да помислиме дека планинарењето не е спорт за нас. Апсолутно тоа не е точно, значи ќе си дадеме некоја пониска цел и заедно со некој кој што е искусен, да кажам, во планинарење, постепено да не воведе во една таква убава приказна. Втора работа е што мора да си има соодветна опрема. Значи, не го кажувам ова заради тоа што некој мора да купи таква опрема, но, например, ако вие немате соодветни обувки, например, може да се повредите, може да се лизнете, да имате жулеви на нозете, понатаму може да не ги чувствувате убаво камењата што се наоѓаат под вас и така натака. Значи, ако има ветер, ако немате соодветна јакна која што ќе стопира тој ветер или облечете подебела јакна, ќе си спотите, ќе ви биде кабаста, едноставно нема да уживате. Така да треба и соодветна опрема, пак ќе кажам, таа опрема зависи од целта што сте си ја поставиле. Ја препорачувам прво да се започне со некои пониски цели, да се купи поевтина опрема, да кажам за таа висина и понатаму доколку вие се навлечете во овој спорт и сакате да постигнете повисоки цели, постепено ќе си се надоградувате и на тој начин ќе си одберете соодветна опрема за да постигнете целта. Која е најраната возраст кога може да се почне? Истражувајќи видов дека и дечиња на 13 години успеваат да се искачат на Монт Еверест. Па нема најрана возраст, заради тоа што ако отидете, например, во Словенија, во Италија или во Австрија, ќе видите дека родителите што од најмала возраст, значи збораме ке за 3-4 години, децата ги носат со себе. При тоа ќе ги облечат со соодветна опрема, ќе им стават кацига на главата и дечињата, значи кога ќе почнат да ги совладуваат тие вештини, знаете, во тој период децата немаат страф од ништо и многу полесно како понатаму растат, тие ќе може да израснат во врвни планинари. Ја би препорачал дека уште од најмала возраст, кога децата ќе бидат физички спремни за една таква активност, што побрзо да се впуштат во една таква авантура. Пак ќе кажам, тоа не мора да биде само за планинарење, може и во било кој друг спорт, што порано се започне, поубаво за самото дете. Истражувајќи за земјите кои што планинарството го имаат развиено на едно повисоко ниво, открив дека кај нив е интересен и социјалниот момент, не при искачувањето, затоа што сепак овој е спорт кој што не може на тој начин да се социјализира, но кога се споделуваат искуствата. Како кај нас да го поттикнеме тоа на едно друго ниво и на некој начин да влијаеме на развивање на планинарството како спорт на едно друго ниво? Точно дека планинарењето многу позитивно влијае и на социјалниот момент, но и за развојот на една држава. Например, Македонија има прекрасни планински масиви со многу врвови на 2500 метри, со една навистина преубава природа, но и разнолик релјеф, така да овозможува и на послаби, но и на искусни планинари да уживаат во нашите планини. Предпочитам сите тие што сакаат се занимаваат со овој спорт да се вклучат во било кој планинарски клуб, каде што има водичи кои што се обучени, кои што полека ќе ги учат да ги совладат сите вештини што се неопходни за совладување на
врвови, но исто така, еве, заради тоа што во клубовите во главном се оди екипно со поголема група на луѓе, се споделуваат различни искуства, каде што од поискусни планинари вие стекнувате многу по веродостојни и точни знања, заради тоа што тие ви го пренесуваат директно нивното искуство кое што го доживеле, отколку да гледате некој видео на YouTube или сте прочитале некоја книга, ова ќе биде како еден, например, дополнителен мотив од лична приказна да вие постигнете подобри перформанси. За крај, какво е чувството од горе да се наблюдува земјата, кога ќе се скачите и кога ќе гледате од една друга перспектива? Па тоа чувство го имам доживеано повеќе пати и никој пат нема да бидам заситен од едно такво чувство. Например, секогаш ќе сакате повеќе да имате такви видици, заради тоа што погледот на вистина е спектакуларен. Кога вие се наоѓате високо, а облаците се ниско под вас. Кога гледате дека вие сте се качили на таков врв со вашиот ум и со вашето тело, а гледате дека авионите летаат под вас. Значи, во тој момент, значи, буквално целиот ваш организам функционира во една невидена хармонија, се лачат сите хормони на среќа и вие се чувствувате како супермен. Михаела и Филип Илиовски се големи љубители на планините. Велат дека како што си го чувствуваат домот во кој живеат, така ги чувствуваат и планините. Кога одиме на планина се чувствуваме своји. Значи можеме да се пронајдеме себе си, можеме да дишиме чист воздух, можеме да уживаме, да го гледаме светот од озгора. Едноставно планините ја заменуваат куќата во која што седиме. Значи планините се нашиот втор дом. Планинарат повеќе од 5 години заедно. Од тогаш имаат посетено доста врвови и планини во Македонија. Можам да ги издвојам некои сега да набројам. Пред се во нашиот регион тука на Селечка планина највисокиот врв Висока, потоа Чуле, Калушовец, Устрелец, Коњарник и уште некои други. Потоа исто Солунска глава, наша планина Љуботен, Тито врв, Бакардан, Карабунар, Пелистер и уште доста други. Сега не можам баш да се сетам. Порано на планинарење оделе почесто, сега малку поретко, но за тоа постои убава причина. Додека бевме слободни, додека не беше роден Исак, бевме послободни и можевме да планинариме често, а сега тоа време е намалено на минимум, затоа што нормално дете си бара внимание. Приказната на Михаела и незиниот сопруг Филип, кој заедно со својот 6-месечен син Исак го искачија највисокиот врв во Македонија, врвот Кораб, ќе им пркоси на сите оние кои имаат оправдувања дека не се во можност да планинарат поради обврските кон своите деца. Најпрво се двоумевме двајцата со Михаела да го носиме, да не го носиме. Исак наполни 5 месеци и ние другиот ден сакавме да одиме и сепак заедно одлучивме дека треба да одиме, дека Исак треба да иди со нас. Го следевме времето, временската прогноза беше идеална и одлучивме да ја оствариме турата. Со возила појдовме до Караулата Победа, од каде што и започнува планинарската тура, и потоа се упативме кон самиот врв. Турата е долга околу 10 км во еден правец, со доста елевација, доста тешка, не е за подценување. Плюс ако се носи уште товар околу 15 килограми на грбот. И се по големиот дел времето спиеше, од време на време се разбудуваше, по некоја насмевка, почнуваше малку да плачи за јадење, да се најади, па пак продолжувавме. Сена се помина прекрасно. Горе кога се качивме на врвот имаше екипа од повеќе планинари од различни држави имаше. И сите беа едноставно восхитени. Кога го видоа Исак, сите прашуваја колку месеци има, како се искачивте довде, дали може да се сликам, имаше на случка, имаше еден дечко странец, не знам од каде, праша дали може да се сликам, може, рековме слободно. Едноставно беше интересен, главна фаца беше горе кога се качивме. Но сепак, пред да тргнете со бебе на планина, треба да бидете внимателни, искусни и да ги почитувате правилата на планината и да се обезбедите со соодветна опрема.
додава Михаела. Најважно од се, исто така, значи покрај ранецот е да има скафандер, потребна опрема, значи чизмички, чевлички, вентијаже, шалче, капче на раквичина и најважно уште една работа, треба да се знае на која планина се, да се следат временските услови. Значи доколку почувствувате дека на вашето малечко не му е добро, треба да се вратите назад. Значи како и да е, не е битно да се освои врвот, битно е да биде здраво и живо тоа, па после и сите ние. Најважно од се е да го гледате вашето малечко, како тоа се однесува и како го поднесува нештото, значи како се дали се смее, дали е радосно, дали спие, дали јаде како и по обичај, значи нормално на големи висини воздухот е и поразреден, повеќе му се јаде, повеќе му се спие, но самото дете, значи како што беше случајот на Кораб, значи кога ние се качивме пред врвот и се почна да се смее и нас сите ни беше чудно како едно мало дете, значи од само 6 месеци може да разбира кај и да има чувства како и ние. Покрај успешните тури имале и неуспешно искачување на Солунска глава, каде на 100 метри пред завршетокот почнало да дува силен ветер и морале да се вратат назад. Михаела и Филип ги советуваат родителите да не се двоумат за тоа дали треба да го носат своето дете на планина, но со многу дисциплина, свесност и послушност. Насмевката на малиот Исак нека биде инспирација и воделка за сите родители, дека заедно со нивните мали деца може да тргнат во поход кон освојување на нашите убави македонски планини и врвови. Поздрав од Непал. Ние сме петмина авантуристи од Македонија, Сибел Јакуповиќ, Симона Трајковска, Дејан Диневски, Дарко Едровски и Гора Николовски. Се јавуваме од 2079 година, плюс 4,45 часа пред Македонија, така непалците го сметаат времето. Овде сме веќе втора недела, уживаме во приказната Непал. Јас ја открив пред 6-7 години, еве сега донесов нови луѓе кои што се заинтересирани за авантури. Кружиме околу многу убави планини. Експедицијата се вика околу Анапурните. Има 4 Анапурни и мноштво други 8.000-арки, вклучувајќи ги Манаслу, Далаугири, кои што ние всушност ќе ги видиме во текот на оваа експедиција. Поминавме и дожд, и одрони, и снег, и убаво време, и прашина. Меѓутоа, приказната за Непал е толку убава што не може да се каже повеќе во неколку минути, тоа во некоја друга прилика секако. Непал има приказна која што е менлива. Значи, вие сте еден ден на истото место, следниот ден истото место не личи како претходниот. Многу љубезни луѓе, многу убава храна, а ние сме дојдени за планините, а планините се одушевувачки. Ги поканувам гледачите на приказна да слушнат повеќе за Непал во некоја друга прилика. Ние сега сме конкретно во Похара, скоро при крај на нашата експедиција, покрај една убава планина и уште хубаво езеро. Се одмараме од напорната експедиција, туку што помина весели непалци и продолжуваме во Катманду, каде што ќе научиме уште повеќе за луѓето и за храната и за животот на непалците. Човек цел живот се подготвува за неговата планина, за неговата тежина. Јас и моите пријатели си ги најдовме нашите Малдиви, тоа се нашите планини и подготовките ги правиме со години наназад. Имаме поставена цел, например за едната година, како што беше за 22-ра, и ние година дена напред зедовме и билети, авиобилети, почнеме да се подготвуваме што на нашите планини, што на европските планини и подалеку. Еве Сибел Јакуповиќ, членка на нашата екипа, беше и на Анарат, на 5000 метри.
Подготовките не се само физички, тоа се и ментални, меѓутоа тоа се и подготовки на опрема, подготовки на организација на патувањето, така што тоа е комплексен проблем кој што ние го решивме и затоа се наоѓаме во Непал. Може да приметите зад нас и панорама на една од големите непалски планини или масиви, Анапурна, зад нас е врвот кој што се вика Мачо Пучаре, скоро 7000 метри, или на англиски го викаат Fish Tail, опашка од риба со својот впечатлив изглед. Во средиштето на планината Букович, Гостиварско, се наоѓа убавина од која застанува здивот. Убавица или Ѓоновичка пештера е лоцирана во непосредна близина на гостиварското село Горна Ѓоновица. Лоцирана на 20 на километри од Гостивар на стариот пат за Кичево, оваа пештера важи за бисер на подземните убавини. Пештерата од секогаш воодушевувала со својата мистичност. Во 2018 година домашни спелеолози од спелеолошкиот клуб Кораби, заедно со италијански спелеолози, работеа на истражување на пештерата. Пештера Убавица е единствена монументна природа во Гостивар, територија на општина Гостивар кој го имаме. И ние како спелеолози имавме тоа можност да аплицираме. Преку наши другари кои работат во општина Гостивар, поточно луѓе во Лјес, кои се занимаваат со проекти, тие не вика и не праша дали сме заинтересирани заедничко, и тоа беше партнеритет на нашето здружение со општина Гостивар да аплицираме во тој проект. За жал, во последните неколку години регистрирано е и уништување на формите од несовесни поединци. Забележани се и луѓе кои влегуваат во пештерата со цел да ги искршат и извадат украсите со години. Па затоа, покрај истражувањата, ова било и причина плюс преку проектот да се зајакнат вештините и управувањето на локалните актери, кои во иднина ќе имаат одговорност да го заштитат, зачуваат и го мониторираат природното наследство на пештерата. Пештерата не е уредена за туристичка и мислиме, веруваме дека има места кај е многу тесно, за ако ја уредиме, тогаш ја расипаме, за да ја зачуваме таква како што е, ние сме одлучиле така да остане. И значи нашиот клуб секој викенд на пролет и есен организира тури кои ние најмалку тројца водичи со специјална опрема, наша опрема им даваме на посетителите и ги снимаме, ги сликаме, сите тие ги правиме ние. Значи, никој пат не е дозволено да се оди пештера без водич и без адекватна опрема, пошто е голем ризик. Тоа е не само во ова пештера, па било каде во светот да одите, треба да барате локални водичи кои треба да ве носат. Проектот за јакнување на локалните актери за експлорација, истражување и заштита на природното наследство на пештерата Убавица беше финансиран од Европската Унија, а имплементиран од страна на Програмата за развој на Обединетите нации и UNDP и Министерството за животна средина во партнерство со општина Гостивар. Ние имаме топографско снимање на пештерава, кои ги имаме сите мерења, значи до 500 метри на пештерата. После тоа немавме можност и имаме и биолошки и геолошко истражување. Сите тие резултати може да ги пронаоѓате во веб страната на општина Гостивар кои се објавени. Исто така имавме обработено и виртуал тур, кој мислам дека сме први, никој друг немал правено виртуал тур на пештерата. Ако одите во линкот кој исто може да го наоѓате во веб страната на општина Гостивар, значи гледате како е пештерата и објаснување на англиски јазик, што е пештера, зашто се истражува, значи тие инфо може да ги најдете и мислам дека е одлично виртуал тур за училишта да го употребат, да им кажат на ученици како тоа. Други резултати направивме и преведување на еден мануал за почетници на спелеологија и на албански и на македонски јазик, кој беше преведуван од италијански јазик.
Гостивар има голем потенцијал за развој на планински туризам. Пештерата Убавица, прекрасни планини, убава природа. Ова се само дел од работите кои овој крај го прават вистински рај за љубителите на планините и природата. Имаме прекрасни планини, фаќаме дел од Шар планина, Сува гора, Буковиќ, кој има и веќе општинава со претходни проекти, има направено и патеки за хајкинг, за mountain biking, еве имаме и пештера и мислам тоа треба само малце да се рекламира поише и да имаме локални водичи пообучени, иако не дека сме на нула во овој момент. Имаме многу добри планинарски водичи, еден кој е многу познат во Македонија и со него ако контактират луѓево, значи може да им покаже све. Кога се отвара погледот пред тебе од врвот особено, кога ќе се искачеш на највисоката точка и сваќаш дека околу тебе нема ништо повисоко, се разбира има повисоки планини, меѓутоа се многу подалеку, во блиската околина си на највисоката точка, тоа е стварно фантастично. Емилија Тасеска по потекло е од Охрид, а планината Галичица, нејзините убавини и врвови се причината за љубовта кон планинарењето уште од мали носе. Се сеќава на убавите денови исполнети со прошетки, детскиот истражувачки дух поттикнат од разновидната природа и убавите шуми. Активно со планинарење почнав да се занимавам пред околу 11-12 години. На Галичица сепак прв пат со искачување на врвот Магаро и тоа за мене беше многу моќно и фантастично доживување, кога од врвот одгоре од една страна го гледаш Охридското езеро се до Јабланица, од друга страна Преспанското езеро со Пелистер и ме делуваше доста моќно и интересно и од тука цела инспирација и мотивација за планинарење започнува. По професија е архитект, а за време на пандемијата прави уникатен спој помеѓу нејзината професија и омиленото хоби – планинарењето. Преку комбинација на овие две пасии создава рачни изработки на тема планини, користејќи дрво, платно, акрилни бои, хартија и коша. Се најдов во една ситуација каде што ми фалат планини, кои што не можев да одам и да планинарам на нив. За време на новогодишните празници тука сакав да направам некои рачни изработки во слободното време кое што го имавме затворени дома и да изработам едни дрвени мали макети на планини кои што како новогодишен подарок ќе ги подарам на моите пријатели. Така и започна првата изработка на дрвените планини, меѓутоа и тука ми беше целата позадина на подарувањето на планина и една символика што тоа значи кога некој ти е толку драг и мил, па сакаш нешто толку големо како планина да му подариш. Тоа ми беше целата мотивација за изработка на едни такви мали новогодишни подароци. Планинарењето е инспирација. Тоа носи мир и спокој на душата. Човекот додека планинари добива идеи, зрачи со креативност. Секое одење на планина е посебно доживување. Планината ми ги буди сите сетила, едноставно се радуваш и на секои мали нешта навидум едноставни, како например обкружувањето околу тебе, на листовите, на дрвјата, на зеленилото, на папратите, на земјата. Едноставно на такви ситни работи се радуваш кога си на планина и мирисите особено. За мене најголемо доживување, најубав дел, омилен дел од планинарењето ми е утрото, кога си во шума и тој мирис на планина е доживување за сите сетила буквално. Емилија вели дека подари планина ќе продолжи да биде приказна, да се инспирира од планините, но и да поттикнува. Особено ме радува тоа што многу македонски компании и фирми не контактираат за соработка и да направиме некоја заедничка колаборација преку нашите производи и нивните вработени, да се промовира планинарењето, да направиме персонализирани изработки наши со нивното лого, со нивна порака, кои што ги пренесуваат и ги подаруваат на своите вработени, на своите клиенти и со тоа го промовираме заедно планинарењето, поттикнуваме поминување време во природа и здрави навики, здрав живот и здраво физичко и ментално здравје.
За крај, секоја планина има своја тежина, секој врв своја приказна. Сите ние имаме наши лични врвови и планини со кои што се бориме и кои што ги постигнуваме. Символиката на планината за секој има различно значење. На крај на денот планините не се само место, туку планините се чувство. Македонија е претежно планинска земја. Просечната кота на теренот е 850 метри. Приближно 80% од земјата се состои од ридови и планини. Ова е сосема интересно за планинарството како спорт да го развиеме малку повеќе. Што во таа насока ви донесуваме денес во приказна, открите во блокот кој што следи. Во последните неколку години, планинарењето во Македонија се наметна како нов вид на спорт, кој го користат се повеќе од луѓето. Без разлика на возраста, убава е сликата кога ќе се видат планинари на македонските планини, поттикнувајќи ги и другите да се обидат да ги следат нивните чекори и да засакаат природата. Прво дека треба да ја почитуваме природата и дека ние сме гости во природата. Во природата постои растителен и животински свет кој што треба да го почитуваме и да се трудиме што е можно помалку да го реметиме. Од друга страна, дека не треба да оставаме отпад, односно она што може да го ставиме се само нашите стапки. Меѓутоа и правила во однос на безбедност, значи движење дека треба да се движиме или сами ако сме искусни, меѓутоа и по-добро е да ако сме во помала или поголема група, зависи од активноста. Меѓутоа пред да се изведе акцијата дека треба да се условно кажано напише домашната задача од страна на водичот, меѓутоа и од самите учесници. Да, водичот ја има главната одговорност, меѓутоа и учесниците се сите одговорни сами за себе, бидејќи во секој објава на планинарска акција стои дека секој учествува со самостојна одговорност. Македонија може да се пофали дека бројките од година в година растат. Апсолутно дека Македонија е привлечна дестинација што се однесува до планинарењето и планинските активности. Движејќи се по планина некако сретнуваме групи на луѓе кои што порано не сме ги среќавале, од Германија, од Велика Британија, од ширум Европа. Така да дефинитивно сме атрактивна дестинација во тој поглед. Имаме планини, имаме многу врвови над 2000 метри, интересни, убави, за секоја физичка спрема, секаква техничка тежина. Така да од тој аспект сме окей. Од аспект на водичи исто така сме добри, но ни недостасува инфраструктура од аспект на ноќевања, можности, безбедност, поставување шатори. На ниво на Република Македонија имаме регистрирани околу 3300 планинари во сите планинарски друштва. Само неискусните планинари во освојувањето на некој врв одат сами, по необележана рута и неорганизирано, бидејќи во природа лесно може да се изгубите, но и тие носат GPS уреди. Се подготвуваат со проучување на мапите на теренот пред заминување, а во случај на незгода ја повикуваат горската служба за спасување. Па сезона се разбира најопасна е зимото. Значи денот е краток. Секако на планините наши има снег, кој што снег навеви наноси може да достигнат и поголема длабочина на снег. Се создаваат стреи, тераси, така да сите тие дополнително ја го отежнуваат движењето во планина. Меѓутоа и летото знае да изненади од аспект дека развој на нестабилна облачност и едноставно за многу краток период да временските услови од идеални летни услови да станат малтене есенски, а можеби и зимски ако не фати мрак во планина. Незгодите во планина не се ретки. Времето одеднаш се менува, а некогаш теренот е таков што и мало невнимание или немање концентрација може да доведат до повреда. Водичот е, како да кажам, нема демократија во планинарењето, повеќе е војничка хиерархија, така да треба да се почитува. Ако активно не се занимавате со некоја форма на организирана спортска рекреација, најдобро би било околу 1 месец пред да заминете на планинарење, секојдневно да практикувате брзо одење или џогирање, за да ја постигнете посакуваната физичка кондиција. Ако имате здравствени проблеми,
Пред да појдете на планина, задолжително консултирајте се со вашиот лекар. Експертите сметаат дека луѓе повозрасни од 50 години, пред да заминат на планинарење, мора задолжително да направат специјалистички преглед на срцето, а ова се препорачува и за лица над 30 години. Пред да тргнете на планираната планинарска рута, добро проучете мапата за прошетка и временската прогноза, па така испланирајте го и вашиот престој во природата. Особено би напоменала временските услови, односно пратење на временската прогноза. Кога е добра и на сите апликации е добра, е супер. Меѓутоа, кога има конфликтни некои информации, треба да се избере она на која што ќе се верува. Искуството најчесто ни дава која апликација за кој регион дава поточни вредности, што не мора да значи дека е апсолутно точно. Така да, ако временската прогноза најавува услови на невреме, намалена видливост или развој на нестабилна облачност или слично, едноставно природата е тука, не чека, ако моментот не е момент, едноставно не мора и да се оди. Така да тоа е пред отпочнувањето на акцијата. Исто така треба да се знае колку се очекува дека ќе трае временски ќе трае оваа акција од аспект на должина на патека, висинска разлика која што ќе се постигне и соодветно да се планира и храна и вода, да не се носи премногу, меѓутоа и да не се носи премалку. И особено за почетници, доколку е возможно секако да се стаса во денско време. Иако би било најдобро да се воздржите од берење цвеќиња и други растенија, набавете ја и добро проучете ја картата за заштитени растенија и вегетација на тоа подрачје, за да не бидете обвинети за нанесување на екопоследици на околината. Некорисни совети може да добиете од оние кои веќе планинарат, а најдобро би било да се вклучите и на некој планинарски клуб, што сигурно постои во вашето место. Има апликација која што ние исто ја користиме, GPS и SMS, која што ја дава локацијата каде си лоциран, меѓутоа ова е во услови ако постои некаква можност за електронска комуникација. Меѓутоа, доколку и таа ја нема, стои она на почетокот дека треба да се кога се планира храната и водата, секогаш треба да се земе како резерва и нешто плюс. Значи, во услови да ако се загубиме во планина, да имаме нешто што не е тешко, волуменски не е многу, меѓутоа енергетски е богато, кое што ќе биде постојано со нас како екстра парче храна или како дополнителна количина вода. А исто така се обучуваме и за бивакување во природа, значи правење на засолништа кои што во такви услови би можеле да ни помогнат да го пребродиме периодот, да ја поминеме ноќта и слично. Со постепеното планинарење се стекнуваат некои особини кои понатаму се усовршуваат, а тоа се храброст, издржливост, истрајност, одлучност, самостојност и принципиелност. Бенефити од планинарење има многу, значи и научно докажани, имаме психофизички, значи многу погодни бенефити имаме. Со самото тоа што спортот планинарење се одвива на отворено и имаме голем број услови што влијаат на остварување на зацртаната цел, да речеме искачување некој врв и негово симнување, така да карактерно пред се јакнеме и после тоа со самата физичка активност активираме голем број на мускули и телото го зацврстнуваме. Како поим, планинарството има широко значење и опфаќа повеќе области, и тоа рекреативно или излетничко планинарење од најобични излети во близина на местото на живење до спортско-рекреативно планинарење, високогорство, алпинизам, спортско качување, спелеологија и планинарска ориентација. И не секој што ќе го видите на планина може да се декларира како планинар. Вистинскиот планинар пред се треба да знае да направи правилен избор на облека и обувка. Значи тоа е почетното. Понатака знае да ги препознае местата каде се движим, знае да пружи помош на настрадани и пред се за да бидеш планинар, како што кажавме, првенствено да знаеш да се облечеш. Почнувајќи од обувките, како нели основна, па понатака зависи во кој годишен период и какви ти се афинитетите за искачување. Не освојување, значи не можеме да освоиме врв, можеме да искачиме само врв. Единствено освоени од планините се посетителите.
Со кој од планинарските спортови ќе се занимава некој човек, зависи од неговите желби и неговите можности. Но за сите е заедничка планината, затоа што сите се одвиваат на неа. Меѓународниот ден на планините се слави на 11 декември секоја година. Се слави на глобално ниво со цел да се подигне свеста за важноста и предизвиците на планините во нашите животи и за нивната важност од аспект на нашата планета. Што во таа насока ви носиме во артикулација, проверете сега во приказна. Генералното собрание на Обединетите нации од 2003 година го назначи 11 декември за Светски ден на планината. Од тогаш секоја година овој ден се посветува на подигнувањето на свеста за важноста на планините во нашите животи, да се посочат можностите и препреките за одржливо управување со нив и за градење на позитивни примери кон луѓето кои живеат на овие места на секаде низ светот. 15% од светското население живее на планина. Зачувувањето на планините е клучен фактор за нивен одржлив развој. Познато е дека поради климатските промени, прекумерната експлоатација, планините се под закана. Тие не се важни само за жителите на планината, туку и за милионите луѓе што живеат во низините. Планините се извор на најголемите реки во светот и играат клучна улога во водениот циклус. Маврово е најголемиот национален парк во Македонија, кој е лулка на највисокиот врв на нашава земја, планината Кораб од 9068 стапки. Мечки, рисови, волци, елени и 129 видови птици шетаат низ шумата која се движи и во висорамнините на паркот. Карстовиот пејсаж на варовникот во Македонија е како швајцарско сирење, преполно со повеќе од 300 пештери. Планинарењето е одлична физичка активност со многу предности за нашето тело. Меѓу нив се зајакнувањето на мускулите, на нозете, на целото тело, стимулирање на имунолошкиот систем, особено на способноста на телото да се прилагодува на различни временски и други услови, способноста да се добие добра ментална кондиција, но и многу други позитивни придобивки кои што влијаат и на нашата самодоверба. Денес преку приказните кои што ги раскажавме на планинарите ќе се обидеме овој спорт да го издигнеме на малку повисоко ниво, затоа што планинарите заслужуваат малку повеќе простор и малку поголема поддршка. Довидување до следната приказна.